Разговараме со Илија Чилиманов, познат и признат правник и член на раководството на ЛДП. Господине Илија, што мислите за предлогот во законот да се забрани двојното државјанство за пратениците? Па идејата е добра, меѓутоа сметам дека ако тој предлог важи за пратениците, треба да важи и за други функционери кои што се избрани и именувани од собранието или од владата, бидејќи би требало да има еднаквост на критериумите за избор на пратеници и други државни органи и функционери, и тие да бидат еднакви пред уставот и законите. Во таа насока сметам дека предлогот на Либерално-демократската партија е добар. А кој ќе проверува дали има друго државјанство? Може ли државата тоа да го направи? Во рамките на државата функционираат агенции и други институции кои што би можеле тоа да го направат, меѓутоа таа проверка е малку тешка со оглед на достапноста на податоците за државјанството на граѓаните, а добар пример во таа насока сметам дека е примерот на претседателката на Либерално-демократската партија, која што даде нотарски заверена изјава, со која што под морална, материјална и кривична одговорност гарантира дека нема двојно државјанство. Во такви случаи одговорноста е голема и морална и кривична за оние кои што ќе дадат лажна изјава. А како може да се изведе тоа? За да се направат такви промени, потребно е да се направат измени во неколку закони, во законот за пратеници, во изборниот законник, законот за владата, и сметам дека таа процедура треба да ја следи предлагачот и во секој случај треба да се води сметка и таа процедура и иницијатива да биде усогласена со уставот, односно да се пристапи кон промена на уставот. Зошто уставни амандмани кога е решил со закон за други органи? Предлагачите на оваа идеја морале да имаат во предвид и меѓународното право, односно праксата на Европскиот суд за човекови права, кој уште во 2010 година во случајот Танасе против Молдавија пресудил дека забраната на лицата со двојно државјанство да се кандидираат за пратеници представува повреда на правото на слободни избори. Затоа, ако во нашата држава има намера да се воведе ваква забрана, мора да се пристапи кон уставни амандмани, бидејќи на тој начин гаранцијата дека ова право ќе се почитува, односно оваа забрана ќе се почитува, ќе биде многу посериозно сватен. Значи ќе пропадне идејата. Решение? Решение да се, како што реков и претходно, да се пристапи кон измена на уставот, со тоа што во рамките на таа измена на уставот би можело да се воведат и некои други ограничувања во поглед на бројот на пратеници. Во таа смисла сметам дека е добра идејата Собранието на Република Северна Македонија да брои 90 пратеници, да се ограничи бројот на министерствата на 10 до 15, да се предвиди уќенување на некои државни агенции и институции, и со сето тоа ќе се придонесе за намалување на трошоците на институциите, односно граѓаните ќе имаат бенефит, бидејќи за нив ќе има повеќе пари во буџетот и повеќе потреби на граѓаните ќе можат да бидат задоволувани. Господине Илија, ве благодарам. Благодарам.